Значи, согласно Уставот и законите во Република Македонија, многу често го користам институтот пратенички прашања. Тоа најмногу се должи на тоа што има многу чести средби со граѓаните на Република Македонија, на која што тие ги изнесуваат своите барања, проблеми кои што ги имаат и бараат од нас пратениците да ги изнесуваме тие нивни проблеми и барања. Значи, проблемите кои што се например, имав поставувано пратенички прашања од типот за конкретно за Прилеп и Прилепско, кај што доаѓам, зошто нема странски инвестиции во тој дел на Република Македонија 60 години од кога е ВМРО ДПМН на власт. Понатаму работи кои што се однесуваат на земјоделието, проблемите со земјиштето и така натаму. Значи, проблеми кои што се однесуваат во делот на пензиските фондови, проблемите кои што ги имаат со тие институции, делот на социјалната помош и еден куп други барања. Еве конкретно имав едно пратеничко прашање од типот на зошто наставниците во општина Долнене не добиваат средства за превозот кој што секојдневно патуваат 30 до 40 километри. Морам да констатирам една работа и покрај нашите обиди да поставиме тоа сето транспарентно, изгледа владата на Република Македонија е многу затворена. Ако согласно деловникот на собранието треба да се одговори во рок од 20 дена, често пати се случува и со месеци, владата на Република Македонија да не ни одговара на прашањата, помораме преку претседателот на собрание да пуштаме интервентни писма, се со цел да добиваме некаков одговор, бидејќи и притисокот врз пратениците е голем затоа што ветиле пред граѓаните дека ќе добијаат соодветен одговор во одреден рок. За жал тоа не се случува. И мислам дека најголемиот проблем и хендикеп на овој институт е тоа што владата е затворена, што не е транспарентна и што не дава одговори на нашите многу конкретни и јасни прашања кои што се упатени до неа. Тоа е во интерес на граѓаните на Република Македонија, не е во интерес на тоа дека владата ќе прикрие некаков податок. Значи, за многобројните криминали кои што се случуваат и така натаму, тие прашања се однесуваат директно и до премиерот и до нормално и до министрите. Генерално, крие информација владата ќе пушти што оние што таа сака да се чуе. Значи, ако имате прилика во дополнителниот дел на одговори кои што имаме право и дополнителни прашања кои што треба да ги дадеме, најчесто се случува се кажуваме дека не сме задоволни од одговорот. Тоа значи дека она што сме го поставиле како прашање директно до владата на Република Македонија, ние не сме добиле одговор на тие прашања. Или не сме задоволни од одговор, нити па оние кои каде што ги доставуваме одговорите, тоа е се граѓаните на Република Македонија не се задоволни и затоа ние мораме да поставуваме дополнителни прашања. Предпоставувам дека еден дел од работите, онај што го прашавте, тоа е дека нешто се крие бидејќи не се одговара конкретно. Значи, имаме 100 пати, например, пратеничкото прашање поставено, колку е јавниот долг на владата према стопанството во Република Македонија. Поминуваат еве 6 години, таков одговор не сме добиле конкретен. Од страна на премиерот и министрите се вели тоа тековно се менува од ден на ден и не знам како не можеме, значи на најобични, најпрости, најконкретни прашања да добиваме одговор. Ваше мислење за присуството на пратениците во собранието и за нивната работа како една генерална оценка, претпоставувам дека сте ги видели податоците, биле доставени повод за работата на... Да, значи... Како подпрашање, значи се наоѓате во групата на најредовни пратеници, наспроти 30 на кои што воопшто не се појавиле на седница или се појавиле една-два пати, дали вие се чувствувате хендикепирано или подредено во ситуација со тие колеги кои што не доаѓаат, а сите исто примате плата? Значи, апсолутно не се чувствувам со самиот избор и со самото она што значи дека ние пратениците имаме професионален работен однос тука. Наша работа е да видиме колку што можеме поприсутни во собранието на Република Македонија, да бидеме присутни на седниците, да бидеме присутни на комисиите, бидејќи тоа е наша работа, да ги представуваме основна задача на пратениците, да ги представуваат граѓаните и ништо друго. Така да оценките за тоа кој колку присуствува, кој колку дискутирал или не дискутирал ги даваат граѓаните, а не јас како Горан Сугаревски како пратеник да давам за нив. Гледам јас колку што може мојата работа и на мојата пратеничка група да биде колку што може подобро. Нека оценка за работата на или како оценка со бројки и општо се вреднувате и од 1 до 5 за овие 6 месеци законодавниот однос на спротивно? Видете, сега јас не можем во оценки да давам од 1 до 5 затоа што на крај крајва секој од тие 123 пратеници кои што се може да биде оценет од граѓаните и од 1 до 10, не само од 1 до 5. Конкретно јас лично и од мојата работа и од работата на пратеничката група на СДСМ сум многу задоволен. Како лично. Другите пратенички групи нека ги оценуваат граѓаните и тие сами нека се оценуваат. Значи, мојата оценка за работата на парламентот за овие изминати 6 месеци е навистина одлична, добра е. Оваа моја оценка се подкрепува и се потврдува и со оценката на Еврокомисијата, која што минатата година за 2011 да извешта дека
Македонскиот парламент заслужува навистина висока оценка, дека се почитува демократијата во Република Македонија, дека пратениците имаат можност и на собранински тела, и на пленарни седници да ги кажат своите мислења, без да одговарат нели според законот. Така да навистина моите оценки се највисоко оценети во однос на работата на Македонскиот парламент. Инаку, според моје сваќање, секој пратеник има должност да присуствува на секоја седница, на секој работно тело на работа, да биде активен со своји дискусии. Се разбира дека секој пратеник не ги разбира и не ги знае сите теми што се наметнуваат овде како теми во собранието. Меѓутоа, пожелно да секој пратеник во однос на неговото членување во комисиите, се извинувам, да дава и свое мислење во однос на тие теми кои што му се поблиски. Еве, јас конкретно членувам во Комисија за здравство, Комисија за труд и социјална политика, така да моите дискусии кои што се нотирани во овој изминат 6-месечен период, токму се пред се од овие области кои што мислам дека најдобро ги знам и најдобро ги разбирам. Мислење може би за овој има една голема група кои што се малку присутни во законодавниот. Дали фактот што и тие земаат иста плата и тие земаат иста плата, сте онеправдени вие кои што сте редовни? Знаете, не може да очекуваме сите пратеници да бидат еднакво активни и на пленарни седници и на работни тела. Реков дека има луѓе со разни профили, со разни професии кои што некои се поупатени, некои понесеупатени, има разни карактери, луѓе кои што сакаат малце повеќе да се експонираат во јавноста, некои што помалце сакаат да се експонираат, така да има луѓе кои што отсуствуваат од седници оправдано поради посета на делегации во разни странски држави, така да не мора да значи мерилото поголемо присуство или помало присуство, дека е главното мерило за активноста на било кој пратеник. И овој шестомесечни твојот пратеник дае да биде описно оценување за работата на пратениците, која би требале вие со нумеричка вредност да оцените која оценка би ја дале за овие 6 месеци за законодавниот дом? Ако таа нумеричка вредност се движи меѓу 1 и 5, што е вообичаено според тие сите анкети ретинзи, моето мислење е дека оценката 4 е сосема солидна и доволна. И реално. И реално, да, и реално. Благодарам.